Пораката е дека сме тука, пораката е дека сме еднакви учесници во ова општество и пораката е дека очекуваме конечно нашите права да бидат на уште повисоко ниво. Очекуваме пристапни тротоари, пристапни јавни површини, пристапни институции за целосно остварување на нашите права. Во моментот кога ќе престанеме да се бориме за нашите права и за остварување на едно целосно инклузивно општество, тогаш ќе може да ставиме клуч на нашата организација и да кажеме стигнавме таму каде што посакуваме да сме. Меѓутоа тоа е идеалната варијанта. Општество кое што вклучува е општество кое се грижи за сите, не само за оние останатите или оние кои што нормално функционираат во едно општество, туку и за оние кои што се веќе и повеќе од 20% од населението. Со сите пречки, почнувајќи од тоа кога ќе излезете од дома, каде одите, дали имате паркинг место, доколку сте сами, доколку не, оној што оди со вас, што ве асистира, треба да ја провери цела рута. А ако одите во институција, дополнително треба да се информирате од некој од тие вработени дали има рампа и дали таа рампа е во функција. Потоа, доколку одите во некој јавен простор, секогаш мапирате паркинг место. Од кога ќе се паркирате, потоа веќе гледате само од нозете надолу, доколку сте лице со физичка попреченост, доколку сте лице со неуродивергентни некои попречености, тогаш гледате и други работи. Се повеќе ги слушаат нашите апели и нашите барања. Меѓутоа ни фали нешто што се нарекува институционална емпатија, односно првиот контакт со некоја институција, помошта, бидејќи нашиот систем не е дотолку развиен да има развиени механизми со кои што би се справило со еден тип на попреченост, лица со еден тип на попреченост или различен тип на попреченост, или еве со лица кои што имаат некакви неуродивергентни или од спектарот на аутизам. Меѓутоа ни треба една емпатија во рамки на институциите за да можат полесно да пристапуваат прво кон нас, а второ да создадат механизми или начини како да ни го олеснат функционирањето и остварување на тие права. И јас велам клучно во овој процес е моментот кога ќе не видат нас независни. Дефинитивно би сакал да видам институции кои што слушаат, би сакал да видам системски промени кои што се долготрајни, а не еднократни промени кои што само прават една промена на локално ниво, туку тоа да стане една навика која што потоа ќе се мултиплицира и во останатите општини, во останатите средини, бидејќи исклученоста не е предмет само за разгледување во големите градови, напротив, и во секоја помала општина, бидејќи имаме лица кои што едноставно седат затворени во четирите зида, бидејќи се плашат од тоа што ќе ги сретне во моментот кога ќе го прекорачат нивниот домашен праг.